На прашањето дали сме општество со емпатија кон старите лица, една од најповиканите авторитети да даде одговор е доктор Ленче Неловска, директорка на Геронтолошкиот завод во Скопје. Вака на прва, да, меѓутоа тоа е еден глобален проблем и затоа се појави последниве децении еден нов термин, ејџизам или дискриминација по возраст, кој што е забележан глобално, затоа што таа дискриминација не се случува класично како што е со другите видови на дискриминација, туку просто една институционална отпорност, одбивност да кажам, или пак правење шега на сметка на возраста и тегобите кои што постарите лица ги имаат во еден хумористичен контекст, да кажам, кој што никој не забележува дека во суштина е дискриминација. Кај нас не е поинаку, отколку глобално во светот, меѓутоа со овие трендови на пораст на популацијата која што е над 65 години глобално и потребите кои што се неопходни да ги направи општеството да се адаптира на потребите на овие граѓани, веќе се освестува, да кажам, тој момент. За жал, иако не сме во здравството, барем да постои оваа дискриминација, имаме податоци од Институтот за јавно здравје дека најголем процент од старите лица почувствувале дискриминација од медицинска сестра, од доктор или од двајцата. И тоа е нешто за кое што треба многу да работиме сите заедно како општество, како образование, како вкупно како општество, значи да се соочиме со грешките кои што ги правиме и да ги коригираме. Сушност станува збор за голем парадокс. Дискриминацијата врз старите лица да доаѓа најмногу од медицинската фела. Зошто? Па не би рекла дека е најмногу од медицинската фела, можеби се чувствува во еден момент кога е поранлив и покритична состојба да е, па таа останува. Инаку, апсолутно не се согласувам со тоа дека е резервирана само за здравствените работници. Значи, тоа е еден глобално присутен културолошки аспект, не знам, кој што доаѓа во израз можеби во здравствените установи, кога човек доаѓа, кога има мака. Значи, кога вие се во ред, што и да се случи околу, многу не ве погаѓа. Меѓутоа, во момент кога е критично, тогаш ве погаѓа. Така да, веројатно, затоа е перцепцијата дека е во здравството најзастапена, со што апсолутно не се согласувам. Што може, што треба, колку можеме ние, кои што еден ден се надевам, ќе доживееме трето доба, да направиме за ние еден ден, да можеме да имаме достоинствена старост, но да го направиме сега, веднаш? Значи, сега веднаш ништо не може да се направи. Сега веднаш може да се работи на кампања која што ќе ја подигне свеста вкупно во општеството, за да после некое време ги видиме ефектите на тоа освестување. Значи, нас ни требаат веројатно интервенции и во образовниот систем, каде што децата од мали, од градинка, ќе се учат на тоа дека нели треба да живеат заедно со постарите, да им помагаат на постарите. И не само постарите, на сите оние на кои што им е потребна помош. Вие имате и млади лица кои што се во една лоша здравствена состојба, на кои што им е потребна помош. Дека не треба да се заврти главата од таква една гледка, туку дека треба човек да даде се што може да помогне на секого на кого што му е потребна помошта. Она со што земјава се соочува, тоа е недостиг на капацитети каде што би се згрижувале лица на кои што им е потребна 24 часовна или пак друг вид на помош. Ние сме единствена јавна здравствена установа каде што лицата може да добијат 24 часовна медицинска грижа и често има забуна во однос на тоа дека е дом установата. Установата е специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина. И јас често кажувам дека паралела правам со децата за да биде попластично, поразбирливо. Здраво дете оди во градинка, болно дете оди на педијатрија. Овдека здравите стари, условно кажано, оние кои што се самостојни во секојдневните животни активности можат да одат во дом, а оние на кои што им е потребна медицинска грижа доаѓаат во болница.
Затоа е неопходно носење на една стратегија државна за гериатриската популација, затоа што во Македонија, како и во светот, расте трендот е на пораст на оваа популација. Ние сме критичната генерација која што мора да создаде услови затоа што, воспротивно, како што кажавте, ние ќе бидеме тие за кои што ќе нема каде да бидеме згрижени за достоинствено да ја поминеме староста, доколку имаме, нели, потреби од здравствени интервенции или нега или помош, не знам, дома да сготви некој, да испере некој, да купи нешто и така натаму. Значи тоа се потребни неколку нивоа на организација, вклучување на локална самоуправа, на здравство, на Министерството за социјала, демографија и млади, значи образованието го спомнав претходно. Сето тоа се елементи кои што мораат да се исинхронизираат за конечно да имаме еден убав готов производ. Многумина она што се денес им го должат на своите баба и дедо. Почита кон старите лица не се учи во училиште. Каков човек ќе бидеш, се учи само дома. Се друго е подучување.